Во саботата на градскиот плоштад, кандидатот за претседател од редовите на владеачката партија на ВМРО ДПМНЕ Ѓорѓе Иванов одржа предизборен митинг. На митингот тој зборуваше за искористувањето на геотермалните води, за инвестирање во индустријата и земјоделството, како и за отворање на нови работни места во Кочанскиот регион. Видливи се и резултатите тука, во Кочани. Американската компанија Амфенол инвестира во Кочани до 2018 година ќе отвори 1500 нови работни места. Холандската компанија Антура веќе донесе одлука да инвестира во Кочани за да бидат вработени 300 луѓе. Австријската текстилна компанија Текспорт веќе отвори фабрика во Кочани. Но многумина од Кочани работат и во Johnson Controls, која продолжи со инвестициите. И во нивната втора фабрика ќе бидат отворени нови 1450 работни места. Ова се конкретни резултати. Резултати на заедна политика, заедничка политика на сите институции во државата. Во Кочани досега се исплатени 530 милиона денари субвенции. Ке продолжиме со инвестирањето во земјоделието, бидејќи сакаме Македонија да биде напредна земјоделска земја која извезува храна. Со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Знаеме како тоа да го направиме. Затоа што сепак сме ние луѓе од збор. Затоа имаме и образ да дојдеме од вас да бараме повторно доверба. Доверба за Македонија. Доверба затоа што изборот е Македонија. Затоа што државата ни е пред се. Затоа што Македонија ни е пред се. Освен Ѓорѓе Иванов, на митингот пред бројниот народ се обрати и Неждет Мустафа од Обединетата партија за еманципација на ромите, Амди Бајрам од Сојузот на ромите, Тони Трајановски од Демократскиот сојуз и Малиша Станковиќ од Социјалистичката партија, како и заменик претседателот на владата на Република Македонија Владимир Пешев.